Почнуваме сега со разговорите во студиото. До мене веќе е Душко Коценски, директорот на ПОЦ или јавното предпријатие за паркинзи општина Центар. Директоре, благодарам што дојдовте во студио 10 да поразговараме за оваа тема која што навистина не ја мачат само центарци, туку сите оние кои што имаат проблем да се паркираат во општина Центар. Добар ден, ви благодарам за поканата. Со летниот период, каква е состојбата сега? Се ослободија неколку паркинг места или имаме луѓе од надвор што доаѓаат, луѓе од диаспората? Секако има луѓе од надвор што доаѓаат, но генерално се осеќа дека е помал притисокот, особено овој период, претпоставам и во јули, и тоа го гледаме на ние и во финансиските извештаи, во извештаите за пратени пораки, во извештаите за поставени дневни паркинг карти, контролата на терен и така натаму. Така што да, овој период е поразлабавен во однос на паркирањето. Така, општина Центар плюс има и поделени ингеренции, дел се на град Скопје, паркинзи, дел се на општина Центар. Вие најавивте и нови услуги во изминатиот период, што беше еден па и главен мотив за ова ваше гостување тука. Може да ни откриете се точно што може да очекуваме за паркирањето во Центар? Генерално правиме измени, правиме нов модел на паркирање на јавните паркиралишта, кој ги стопанисува предпријатието. Модел кој што е пофер, кој што е поправичен и кој што представува порационално користење на расположливите капацитети, кои што се еден ограничен ресурс, односно паркирањето на јавните површини е ограничен ресурс. Најголеми новини се во делот на пластените паркинг карти. Секое домаќинство по стамбена единица добива право на бесплатен паркинг за едно возило во секторот на живење, така што фокусот пак останува кон жителите, особено во местата, локациите на живење, кога доаѓаат дома после работа, да може да си најдат полесно паркинг место, визави оној поширок, полиберален опсег кој што беше претходно, каде што паркирањето беше низ сите сектори, бесплатно за жителите и, например, имаме ситуации каде што одредени сектори доаѓаат пред зградите, жители од одредени сектори доаѓаат пред зградите на друг сектор, сето тоа е бесплатно и нередот е поголем. Со ова ние спроведуваме некаков ред и во однос на користењето на гаражите, сметаме дека ќе се стимулира користењето на сопствени гаражи, пошто имаме анализи дека честопати тие не се користат, бидејќи полесно, подостапно е јавното паркирање. Од друга страна, бидејќи моделот се менува, не е веќе по лична карта, се менува по стамбена единица, сметаме дека таму ќе се намалат и злоупотребите во однос на жители кои што се со лична карта, само зададени повластици од општината или бесплатно паркирање од ПОЦ, а всушност не се реални жители на општина Центар. Со обменувањето на ценовната политика сметаме дека и таму ќе се намали притисокот. Дополнително имаме за прв пат и хуманитарни паркинг места, чии собрани средства од луѓето кои што уплаќаат за паркирање на овие места ќе бидат исклучиво за хуманитарни цели. Кажете ми како информација ме интересира резидентното население, дали плаќа во општина Центар за паркирање за свое возило? Со досегашниот модел беше по лична карта, што всушност значеше дека и 3, 4, 5 возила од едно домаќинство може да паркираат. Па видете колку жители има во едно домаќинство со лична карта, толку може бесплатно, а второто возило беше само 250 денари. Така што имаме ситуација второ возило по жито. Дека 5 возила може на едно домаќинство. По домаќинство сите ако имаат лична карта бесплатно ќе им биде. Така. А ако еден има второ возило, за него првото возило е еден жител, има бесплатно, за него првото возило е бесплатно, второто е 250. Тој модел беше доста обширен. Темелите негови се веќе од 2013 година на таквиот модел на паркирање. Значи поминати се 13 години и според нашите анализи дури над 13.000 возила моторни, тука ги исклучувам оние влечни возила и приколки и слично. Добро. Дури над 13.000 возила се регистрирани само на територија на Центар во тие изминати 13 години, што го прави системот тежок за одржување. Ние секако ги зголемуваме бројот на паркинг места, но не можеме да го следиме тоа темпо да бројот на паркинг места се зголемат во такава мера кога што се зголемуваат бројот на возила, бројот на жители. Особено не можеме да следиме тоа темпо со бесплатно паркирање за сите.
Кај судовите знам дека е ваша катната гаража, друга? Таа е катна гаража која што степенисува предпријатието. Немаме други катни гаражи, имаме монтажни гаражи во Капиштец и во Боњаковец. Така, како катни. Како стоиме со хигиената? Една од темите кои што ние редовно ја разработуваме е хигиената во катните гаражи. Снимките кои што ги имавме направено не покажуваат баш редовно чистење и одржување. Тоа е и од другото и од град Скопје. Меѓутоа, што се случува за катните гаражи на општина центар на паркиралиштата? Кој ги одржува? Колку чисто се чистат и така натаму? Ги одржуваме со сопствени ресурси, со сопствени средства и со сопствен кадар. Генерално овие видеа кои што беа во последните години денес не се однесува на паркинг гаражата. Да, напоменав дека се претежно на град Скопје. Да, сметам дека ние сме во една подобра состојба, самата катна гаража. Има функционални лифтови и во дирекцијата и во катната гаража. Има функционален тоалет, иако не е за корисниците на услугите, значи тоа не е јавен тоалет во парк да може да сите го користат. Така. Бидејќи кога беше таков, не беше уреден и беше злоупотребуван на некој начин. Така што не велам дека сме најубава катна гаража на целиот свет, но ја одржуват. Сметам дека е во ред достоинствено одржувано. Колку чини месечно? Месечно досега чинеше 1200 денари, што ја правеше најниска цена за месечно паркирање во катна гаража во центарот на Скопје. Со новиот правилник одиме на 2000 денари месечно, што пак сме, мислам, дека во понискиот ранг во однос на цената, споредувајќи со други катни гаражи, дали од јавните претпријатија или приватни катни гаражи кои што ги има во центарот. Околу дигитализација на услугите, мобилни апликации, онлайн плаќање, резервација на паркинг, се планира еден чекор понапред во однос на услугите што ќе ги имаат граѓаните? Апсолутно. Сметаме дека дигитализацијата е една од алатките со кои ќе го подобриме целосното искуство во паркирањето и самите процеси интерни на предпријатието. Инвестираме во неколку дигитални процеси кои што се од интерен карактер и за нашите служби за грижа со корисници и за контакт центарот и за оние контролори што се на терен. Во однос на надворешните корисници, спремаме оваа година би требало да бидат изработени нови мобилни апликации со повеќе функционалности, вклучувајќи, како што напоредно ќе инвестираме и во сензорските системи, вклучувајќи во реално време покажување на слободни паркинг места. Исто така стимулираме повеќе онлайн аплицирање со новите правилници кои што претходно ги дискутиравме. Оној еднократен надоместок за договор склучување кој што беше 350 денари ќе биде бесплатен доколку аплицирањето е онлайн. Со што очекуваме с големи процентот на онлайн апликанти и онлайн процесуирање на договорите визави доаѓање во дирекција чекање на шалтер. Кажете ми околу инвестициите, кажавте дека правите нови паркинг места, што е она што го направите во последниве година-две во однос на вашата работа? Претходната година ни беше со најинтензивен инвестициски циклус. Повеќе беше фокусирана кон подобрување на капацитетите на предпријатието во однос на возниот парк. Направивме инвестиција во нов специјално возило пајак, во нов мултитоварен камион. Понатаму инвестиравме многу во безбедносни системи и надзор на нашите паркиралишта и имот, автоматската наплата. Значи, оваа година очекуваме да завршиме процесот на сите затворени паркиралишта, тоа се паркиралиштата кои што се со рампа, сите да бидат со автоматска наплата, каде што корисникот со својата картичка ќе може да плати или со кеш или со банкарска картичка да плати услугата и да излезе без при тоа да има некоја потреба од комуникација со вработените. Секако ќе имаме и број за контакт за колку има некои нејасноти. Во тој дел инвестиравме многу и сега веќе ќе ја пуштиме и новата канцеларија за грижа за корисници, која што ќе биде подобро искуство за самите корисници со систем број за бројчиње, тоа целосно опремена со нов мебел, со нови компјутери за вработените, така натаму. Во однос на покрупните проекти, тие се во соработка со општината, бидејќи, како што кажав, капацитетот на предпријатието е ограничен во однос на милионски проекти за катни гаражи, но општината ќе
инвестира во нова општинска зграда. Под неа има подземни паркинг места околу 300, значи гаража со подземни паркинг места во Дебар Мало. Исто така се работи на катна гаража, на припремана документација на катна гаража во Бунјаковец, на местото на сегашната монтажна гаража, и гледаме некои опции за продолжување на монтажна гаража или такви системи во Капиштец, каде што би се растеретил притисокот во овие три сектори или населби во центар. Колку паркинг места има општина Центар? Ние стопанисуваме со околу 6100 паркинг места. Од секоја година ги се зголемува, претпоставувам, така? Па да, се шириме на одредени локации каде што според актуелните генерални детални урбанистички планови тоа е возможно. Исто така гледаме со некои сообраќајни решенија по примерите од европските градови да како едносмерни решенија каде што тоа се дозволува да има паралелно паркирање. И секако со овие инвестиции што ги спомнав, очекуваме дека тој број ќе се зголеми барем минимум за 1000 паркинг места. Но не сме само ние, нели постојат и други јавни претпријатија кои што работат со паркинг, приватни гаражи, новите згради сите имаат мислам дека подземни гаражи, така што не е тоа целокупниот капацитет на паркинг места во центар. Најголемиот дел од новите згради се околу Дебар Мало. Тие имаат обврска да обезбедат паркинг место за идните станари тука или какво е правилото? Ако немаат доле подземна гаража. Видете, тоа е еден проблем што се јавува, што на пример гаражи или лифтови на подземни гаражи не се сервисираат. И отеднаш имаме ситуации, особено во Дебар Мало сум го приметил, имаме ситуации каде што згради имаат подземни гаражи, а истите не се користат од вакви причини. Ние директно во приматниот дел не може да се мешаме, нели, да инвестираме. Друго сакам да ве прашам, дали обезбедува инвеститорот или имате некакво... мора да обезбеди. Мора да обезбеди, значи според правилниците треба... За резиденти мора да има, каде што живее, да има и паркинг место, така? Барем минимум по една стамбена единица едно паркинг место. Зошто ве прашувам? Кога се подготвував за разговорот, нели, додека истражував на интернет, видов инвеститор, не сакам сега јавно да му го кажам името, на компанијата, каде што дециден во своето барање, ако купите од неговите станови, мора да купите и паркинг плац пред зградата или доле во подземната гаража. Што доколку, сакам да го прашам, што доколку не вози ниту еден член од семејството, задолжително вели мора да се купи паркинг. Јас мислам дека тоа е добра пракса. Не знам кој е инвеститорот. Да не сакам не е тој тема на разговор, чисто ми беше каква е праксата кога ќе се изгради нова зграда, а е под вас. Да, ќе ме прашате зошто мислам дека е добра пракса. Мислам дека е добра пракса да и сега да нема потреба од возило. Утре ќе му дадат може така е. Да, меѓутоа не беше баш ефтино тоа. Ама видете, и плюс можеби синот или ќерката немаат уште 18 години, ама за неколку години ќе имаат. Значи не можеме да правиме политики за паркинг со ограничен паркинг простор, јавен паркинг простор. Сакам да кажам, ќе ве прекинам. Неименување на навици. Законски треба да се има обезбедено. Кога купуваш стан, имаш обезбеден паркинг плац пред зградата или доле. Доле не мора да има пред зградата. Мислам дека тоа беше барање на општините, да биде така, а не дека е не е правило. Да, не е правило. Порано било идело заедно со Сега ако има измени во тој закон, не знам дека. Да. Значи сега мислам дека се барат измени да следува во закон, односно цената која што некој купувач ја плаќа, да ја плаќа за пакет од стамбена единица заедно со паркинг место. Добро, колку недостасуваат? Груба проценка паркинг места во центар? Бидете, мислам дека ние имаме правено анализи, ама подлабоки истражувања би требало да бидат тоа, со вклучени сообраќајни инженери, со вклучени искусни луѓе од сферата. Не би шпекулирал со точни бројки, ама сигурно се неколку илјади, значи не се во стотици, треба илјадници. Секако дека тука дека има улога и одредени институции, повеќето институции се на територија на центар, тоа привлекува голем број на жители, односно целиот град да доаѓаат тука, голем број на вработени кои што имаат потреба
И како секој центар го имаме тој проблем со паркирање, особено на надворешните корисници, така што треба една поголема стратегија, да поголеми инвестиции од повеќе страни, не само од општината или од предпријатието, за да се зголеми тој капацитет на паркинг места и она што ја секогаш го кажувам, а тоа е да секако се инвестира и инфраструктура за алтернативни превозни средства, велосипеди и така натаму, каде што таа побарувачка и нели и во јавен транспорт, каде што таа побарувачка од паркинг места би се намалила со возење на алтернативно или јавен транспорт визави користење на сопствени возила. Каде е најкритично? Може да се даде оценка? Каде најмногу не засувуваат? Секогаш е најкритично околу местата каде што има институции, каде што има болници, каде што има повеќе локали, дали се тоа кафе, барови, ресторани и слично. И плюс каде што е просторот, да речеме, ограничен. Еве Девар мало е секогаш погусто затоа што има многу субјекти. Да, како ugostiteljски објекти, институции. Да, а самата природа му е некако Тука е паркот. Тука самата природа му е да биде со помали улички, значи јавните простори за паркинзи се доста ограничени и поради тоа, например, речиси цело Девар мало, односно многу мал процент ни е комерцијален аспект, повеќето е резидентен, каде што предпријатието воопшто не наплаќа, паркирањето се однесува на самите резиденти во тој сектор. Да, еве, и како би се нашол сега некој баланс помеѓу потребата за паркирање, така спомнавте велосипедите, алтернативен начин на користење превоз и зачување на јавниот простор. Колку имате притисок кога некое зеленило треба да стане паркинг? Не само вие, сигурно и вашите претходници, па и сите оние кои што се во овој домен на работењето. Не го фаворизираме тоа, значи иако ние заработуваме од паркинг, тоа не е нашиот приход, тоа не е нашиот потребен приход за функционирање на предпријатието и покривање на сите трошоци, како јавно предпријатие на центарци, односно основано од општината и од советот кои што ги представуваат центарците, често пати правиме политики кои што не се слично насочени кон зголемување на бројот на паркинг места и заработка, туку повеќе фокус и на останати работи кои што ќе го направат поубав животот на центарци, така што зеленило не асфалтираме, не кратиме дрва за да направиме паркинг, над 2/3 од паркиралиштата се резидентни, како што кажав, таму предпријатието воопшто нема наплата, нема SMS порака табла да прати, што не се само на резидентите во тој сектор. Еве имаме се и со хуманитарни места, значи често пати имаме повеќе функционалности кои што не се однесуваат на стриктно функционирање само на наплата на паркингот. Еве и сам ме слушнавте како кажувам дека повеќе треба инвестиции во инфраструктура за велосипеди, во јавен транспорт, како тој притисок од возила кои што доаѓаат во центар да се намали. Толеранцијата на 15 минути што си ја знаеме, ќе оставам на 4 мигавци само да завршаме на работа и одма доаѓам. Барем така мислиме, повеќето и јас го правам тоа, не често, меѓутоа се случува не секогаш да се најде соодветен паркинг, па да се паркира, да се пушти порака, некогаш не дозволува времето. Ќе потврдите и сам вие ако сте директор на ова предпријатие. Колку толеранција даваат вашите вработени што се на терен или не постои такво нешто? Видете, законски таа толеранција мислам дека се однесува на 3 минути паркирање. Нашето предпријатие, односно вработените, дава 10 минути минимум толеранција, односно 10 минути од запазување на едно возило кое што не си го регулирала паркингот, дали со договор, дали со SMS плаќање или паркирала на резидентно, не припаѓа таму. После тие 10 минути значи има толеранција и на резидентно? За секое поставување на дневна паркинг карта има 10 минути толеранција претходно. Да, значи и како тоа да 10 знае минути е плюс граѓанинот дека не е ставена канџата веднаш? Ние имаме системски кој што може да се види, плюс на самата дневна паркинг карта може да се види кога е запазена, кога е поставена. Аха, имате како се кога дошол човекот односно вработениот кога е запазил. Кога е запазил колата и тој чека 10 минути додека не дојде. Така.
чека. Тој чека 10 минути, ама сега нека не биде ова мотив Не, да паркираат, да не плаќа, зашто тие бидејќи 10 нели има минути... составени страни пред 2 минути ја оставив, одма добив казна и така натака. Да, често пати имаме такви коментари, ама ние во системот имаме кога е запазил вработениот, кога е укуцал во Значи си регистрацијата. имате на чисто, тоа е да се разјасни убаво. Да, треба да им биде јасно на сите дека ги имаме тие информации, дека тоа се информатички системи со точни времиња. Така што имаме такви информации, дека никош не е баш 2-3 минути. Немаме толеранција само кај во делот на паркирањето на места наменети за лица со посебни потреби, за другите имаме толеранции, плюс самиот процес на поставување, откако ќе испринта правење на фотографии, 4 поставување, значи некогаш и повеќе од 10 минути, што е доволно време за некој да прати порака или да го регулира паркирањето или да биде гостински најавен, пошто имаме гостински најави од страна на жителите во својот сектор, тогаш може да паркираат и на резидентите, значи доволно време за било кој од овие работи да се го регулираат. Иначе во пракса во сите, да речеме, развиени земји е регулирањето да биде на само на времето на самото паркирање, а не после 10 минути, после 5 минути, ајде ќе трчам, па после ќе пратам, па заборев и така натаму. Колку казни на месечно ниво се пишуваат? Колку има? По зависност од тоа колкава е динамиката, во летните периоди може да е помала, некаде се движат од 4000 до 5000 дневни паркинг карти на територија на центар во различните сектори кои што ги стопанисува и тоа се однесуваат на зонското работење на отворените паркиралишта на претпријатието кои што ги стопанисува. Вие ставате казни само доколку не прати порака или има и друг вид на казна? Значи имаме дневни паркинг карти во однос на најчесто е тоа причината, но имаме и во резидентен паркинг, доколку на зеленило? Паркира на зеленило не. На зеленило тоа е вообичаено може да инспекцијските служби. Дали на општина Центар или на град Скопје има специфични. Тука немате ингеренции вие? Или Вообичаено тие треба да бидат кренати со возило пајак. Имаме ингеренции доколку се работи за наше паркиралиште, па место на обележаното место отишол малце на кај требата или слично, доколку е слот на паркиралиштето кој што го стопанисуваме. Спомнавте пајак службата, колку крева таа дневно? Тоа е со соработка со сообраќајната полиција. Зависи многу и од самите пријави на жителите, бидејќи тие се приоритет на 192 пријавите, кога сообраќајната полиција излегува на терен заедно со нашите вработени. Полицајецот е оној кој што го раководи процесот, кој што запишува и утврдува непрописно паркирање. Така што динамиката вообичаено некогаш е повеќе, некогаш е помалку, но некаде од 110-120 возила до 140 се движи на неделно ниво. На неделно? Да. Се има приоритети за интервенција? Каде прво ќе се оди? Па, како што кажав, највеќе зависи од пријавите. А пријавите вообичаено се во оние места каде што е најгусто, речем. Соработката со полицијата и со општинските власти претпоставуваме на добро ниво. Па, немате проблеми. На службена е соработката, се координираме во однос на воспоставување на подобар ред и со општинската инспекција и со сообраќајната полиција. Најавивте дека една од капиталните инвестиции ви е пајак службата, нешто во однос на нови инвестиции во однос на пајаците, нова опрема, дополнителна, ви треба, не ви треба? Минатата година имавме селење на целосно на и опремување на ново депо на пајак службата, каде што целосно беше опремено со повеќе инвестиции за подобро функционирање на целата служба. Во планот за оваа година ќе видиме во зависност од динамиката на потребите. Има за специјално возило пајак, но има и за други инвестиции, како што кажав, автоматската наплата на сите затворени паркиралишта. Сакаме да опремиме свој мониторинг центар кој што ќе биде достапен за оперативно и за безбедносни аспекти и за аспекти на нејасноти или помош доколку има некои технички проблеми. Инвестиции во проширување на паркинг места кои што претпријатието би можело со новите правилници да ги поднесе финансиски, така што планот е со сите дополнително собрани средства со новите правилници да се вратат кај жителите на центар, односно да бидат преточени во инвестиции што ќе значат подобра инфраструктура, што ќе значат дигитализација, поголема надзор на теренот и контрола, и едноставно подобро наоѓање на паркинг место и подобро искуство во паркирањето.
Сакам да ми објасните што значи најавата на гости, колку како центарец имам право да најавувам месечно, колку часови дека ќе имам посета од гости. Се купува месечна паркинг гостинска карта. Исто имаме опција за неделно и за месечно. Во моментов, после тоа ќе ги објавиме измените, во моментов кошташе 300 денари, каде што беше 3 денари 1 сат. Сега малце имаме промена во тој дел и секој може да најави во својот сектор каде што живее, значи доколку е Боњаковец во цел сектор Боњаковец, доколку е во сектор Пролет во цел сектор Пролет. Претпоставам на зоната што е бројчето. До цел сектор, да. Так. Зоните се по друг вид, тие се на комерцијалните паркиралишта, значи зона 1 ги опфаќа Дебар Мало парк и Боњаковец, зона 2 ги опфаќа Пролет и Капиштец. А најавата гостинска е стрикно секторска. И може по 3 денари за еден час, тоа е интересно. Да, сега и таму правиме измени, но сега за сега можат под тие услови и истото може да биде и за контакт центарот и може да биде и онлайн услуга, односно онлайн најавување на гости. Сакам да прашам околу финансиската состојба на претпријатието. Каква е? Се трудиме да биде во ликвидна состојба претпријатието, е во солвентна состојба, редовно ги оплаќаме врските, финансиски сметам дека сме стабилни, иако нели потребни се поголем број на средства за да може да се направат сериозни инвестициски циклуси и доволни сериозна за инфраструктура. инвестиции или добивате помош од општината? Во однос на добиваме годишна помош во однос на субвенции на општината, која што е како некоја пракса бидејќи нели имаме повластени карти, но не е тоа доволно нели секако за поголеми покрупни инвестиции кои што би значиле зголемување на бројот на паркинг места или сериозни инвестиции во возниот парк и така натаму. Кажете ми кои се според вас трите најважни работи што треба да се променат во општина Центар во однос на паркирањето? Видете, во едниот дел во однос на моделот на паркирање правиме некое движење и нормално ќе анализираме што би тоа значило во однос на навиките на жителите на паркирање. Вториот аспект се секако дека инвестиции не само од општината, него од кажав и преска, значи да и од централна и од било кои авторитети кои што може да инвестираат во повеќе паркинг места, бидејќи се работи за центар на главен град, не може да само претпријатието или општината да бидат изолирани сами за себе во однос на сообраќајот и паркирањето. Така што инвестиции, подобра инфраструктура, ја спомнав неколку пати, секако дека како центар треба да има подобра инфраструктура и на булеварите и на улиците во однос на велосипедски патеки, во однос на пешачки зони. Тоа се мислам дека главните работи околу кои треба да се насочат и ние како претпријатие и општината и останатите институции за цел подобрување на ситуацијата и со паркирањето и со сообраќајот. Колку ургенци имате на дневна основа да ги скинете казните? Видете, се помалце, значи мислам дека после 4 години директорување научија дека луѓето веќе не може да се скине така казна? Видете, ако има некоја правна основа која што е пропишана со актите на претпријатието, со изгласани кои што се на совет, секако да, има служба комисија која што го гледа тоа, ги гледа околностите, некојаш знаат, пратиле порака, знаат да сгрешат една буква и слично, во такви некои домени, доколку има празна основа, секако да, мислам имаме разбирање и нели веќе он е платил таа порака и слично, но од никаде, значи... Тако заборел, па другар ти не, тогаш не гледа? Заборел, како да кажам, секој може да рече заборел. Не знам, цел град може да рече заборел, така ќе треба да stornираме илјадници казни од текот на годината. Јас знам лични примери, ето како за крај само така што се види да поразговараме. Самите луѓе кои што се вработени велат подобро платија, да не одите на суд, бидејќи само ќе си платите повеќе судски трошоци и ништо нема да завршите работа. На суд не може да се докаже дека вие сте во право. Односно, јас сум во право, секогаш општинската служба е во право. Многу е тешко да се докаже дека
Видете, можеби е тешко затоа што ги запазуваме сите правни аспекти кога се поставуваат нивните паркинг карти и понатамошниот процес. Имам читано значи по социјалните медиуми за некакви спреги прво ПОЦ не може би толку мокно предпријатие да има спрега со сите суди низ цела Не зборам дека Македонија. имате меѓутоа со самиот систем дека не може да се докаже, не дека судиите ги имате. Тоа е зашто пак сме го поставиле, значи имаме фотографии, имаме информатички системи кои што покажуваат во кое Како време. пример не може да прати порака, на пример не стигнува во системот пораката и сега Тоа се брка со времето, мора да отиде, па покажува дека е пробал да прати порака, а на пораката не стигнала 5 пати. И за тоа имаме информации. Значи доколку е тоа така ние можеме да го комисијата би го Да. сторувала. Меѓутоа луѓето кои Некогаш се на има терен проблеми- платија казната, па потоа докажува се дека не стигнала пораката. Некогаш ве може да разбирате? има проблеми во телекомуникацијските, во смисла Да. телекомуникацијскиот оператор не ја процесирал до нашиот систем, имало некој блок во мрежата, значи неретко се случува, ама тоа е како да кажам, и кога се случува во текот на денот, тоа е неколку минути или неколку секунди. Генерално и за тоа имам информација. Значи позадинска информација кога имало невозможност од операторот Има да тука процесира. толеранција, значи. Секако. Доколку некој е пратил пораката од својот телефон, може да покаже дека е пратил пораката. Така. Или дека системот не му Не ја отчитал примал така. што тие докази ние ги земаме како релевантни, комисијата може да ги прифати тие приговори за нивни паркинг карти. А што се однесува до судските процеси, како што кажав, правно гледаме да биде се поставено како што треба и поради тоа можеби е печатокот дека тешко може да има судска одлука добиена против нас, ама тоа не е никаква спрега, туку гледаме стварно да изработиме нашиот дел од работата да си биде како што треба. Директоре, ви благодарам на разговорот. Благодарам и за Ете. вас, на вам и поздрав до вашите гледачи. Така, неколку работи кои што не беа јасни ги објаснивме, некои новини кои што ќе бидат во периодот што следи. Ги кажавте? Така е, мислам дека офативме доста прашања, доста теми кои што би ја интересирала јавноста. Така, благодарам уште за гостување. Благодарам. Почитувани, правиме тука една кратка пауза, па се враќаме повторно во студиото.